Храна има, граѓаните нема потреба да купуваат големи количини и да прават залихи, порача министерот за земјоделство Трајан Димковски. Тој рече дека прехрамбената индустрија е мобилизирана, а забраната за извоз на брашно е до 30 април. Дополнително се преговара со земјите од регионот за заеднички протокол за транспорт. Од Република Србија, каде што знаеме и ние најмногу увезуваме пченица и брашно, забраната за пченица ја нема, но верувам дека и во овој момент ќе се одблокира и забраната за увоз на брашно која што имаме од страната на Република Србија, така да во делот на овој не би требало воопшто да не засека, односно ситуацијава. Димковски вели дека извозот на јагнето е забавен, но се организирале и очекуваат повратни информации и од други пазари. Откупувачите биле подготвени да го откупат целото понудено производство, а доколку има потреба и Министерството ќе интервенира. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе ја следи состојбата и секако, доколку има потреба, со соодветни мерки ќе им помогне на сточарите да ги покријат загубите, кои што ќе бидат донесени заеднички и во комуникација со сточарите и откупувачите на јагне. Земјоделските здруженија велат дека ќе треба да се следи ситуацијата и доколку се појави некаде проблем да се реагира, бидејќи сточните пазари не работат, а не е сигурно и како ќе се одвива откупот на земјоделските производи. Затоа ние земјоделските производители апелираме како и на кој начин ќе биде спречен да не дојде до зараза до самиот земјоделски производител, уште што повеќе не закрижува, бидејќи веќе се наоѓаме во еден типично градинарски регион, каде што веќе стасуваат и првите количини на градинарските производи. Во Струмичкиот регион полека се подготвуваат за берба на раноградинарските производи. Пролетната зелка треба да стаса за 10 дена.